أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه الأجمعين. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Господар Аллах џелле шануху ва џелле џелалуху. Салават и селам нека над пегамберот алейхи салату вассалам, на неговата честна фамилија, на неговите вродостојни асхаби, на табеините и на сите тие што го следеа, го следат и иншаллах ќе бидат следбеници на патот на најсаканото створение Мухаммед Мустафа алейхи салату вассалам. Почитувани, повторно се наоѓаме во светиот месец Рамазан, месецот за кого Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам во неговите хадиси напоменува, велејќи, ја Аллах, направи ни ги свети месецот Реджеб и месецот Шабан и направи ни насип да го дочекаме месецот на Рамазан. Месецот на Рамазан е месец на опрост, милост, рахмет, берекет и здравје. За кого Мухаммед Мустафа алейхи салату вассалам вели овај месец е месец на мојот уммет, месец на секој еден од нас индивидуално, на секој еден од нас да го доживее вкусот и убавината на овие посебни денови. Зборот Рамадан, според еден од познатите научници Ибн Кесир, вели доаѓа од зборот Рамеда, кој во превод значи чистач, изгорувач, исчистувач на гревовите и лошите дела на секој ден човек. Па затоа и Мухаммед Мустафа алейхи салату вассалам вели: Аллах е месец кој му го даде бакшиш, кој му го даде поклон на мојот уммет, го подели на три дела. Првиот дел го именуваше рахмет, вториот дел го именуваше магфирет и третиот дел го именуваше спас од огнот на џехеннем. Првиот дел рахмет или првите 10 дена на овај месец се рахмет, кој во превод на нашиот јазик значело милост. Додека вторите 10 дена се магфирет, опрост, кој секој еден од нас има можност да се опрости. И последните 10 дена се спас од огнот на џехеннем и завршување во Џеннетул Фирдеус. Ние, иншаллах, денеска ќе објасниме за овие последни денови. Познатиот балкански научник Имам Бурсеви во едно од неговите дела напоменува еден пример кој го споредува месецот на Рамазан со овај начин. Како една војска и еден командант се враќаат од една битка, една тешка војна и враќајќи се за дома, на патот кој им бил единствен начин да стигнат до нивното родно место, поминувале низ еден тунел. Но кога стигнале до тој тунел, командантот ја застанил својата војска и им кажува: ова е долг, темен тунел, кој секого кој ќе влезе во него, ви напоменувам да земете се од почетокот, од средината и од крајот на овој тунел и да излезете од средната страна. Вели, кој нема да земе ништо, ќе биде пишман. Ќе биде пишман зашто не го направил тоа дело. Кој ќе земе малце, тој ќе биде пишман бидејќи направил многу малце. А кој ќе земе многу, ќе биде пишман зашто не зел повеќе. Вели, кога војската се поделила на три групи, едната рекле: ние не земаме ништо бидејќи се враќаме од битка, сме истоштени, сме изморени и немаме можност во овој темен тунел да земеме се што ќе допреме со нашата рака. Едната група рекле: ние со овој командант војувавме, па да не му го скршеме неговиот збор, да не го понижеме неговиот збор, ќе направиме да земеме нешто од овој темен тунел, а додека третата група рекле: ние со него бевме во битка, која беше претешка за нас, се враќаме за нашето родно место и тој не остави нас на пола пат, па ние нема да го прекршиме неговиот збор и ќе земеме се од тоа што ни напомена од почетокот, од крајот и од средината, што ќе допрат нашите раце. Кога излегле од средната страна на мостот, на тунелот, оваа војска, што не зела ништо, биле пишман, бидејќи кога се догледале останатите дека зеле во нивните раце, имало дијаманти, имало сребро, имало злато, се што е богатство на оваа дуња, се направиле пишман зашто не зеле ништо, не го послушале нивниот командант. Тие што зеле малце, биле пишман зашто не зеле повеќе, бидејќи тоа било многу скапоцено и ќе биле многу богати. Додека вика третата група се пишман зашто немале можност да земат се повеќе од тоа што им го напоменал нивниот командант.
Овој пример Имам Бурсеви го напоменува дека ние како уммет на Мухаммед алейхиссалату вассалам сме на истото ниво. Патот кој го следиме е патот на динул хак, динул ислам, динот на Аллах џеле шануху ва џеле џелалу. Тунелот кој го поменуваме е овој месец на Рамазан, кој е свет месец за нас. Додека богатството кој го нашле натре е овој Куран кој Аллах ни го испратил, ни даде начинство, ни даде човечанство, ни даде праведност, ни даде упатство како да живееме. И богатството е во овој месец. А додека вика војската и командантот е Мухаммед алейхиссалату вассалам и неговиот уммет. Се што ни кажал тој е она што ние треба да го доживееме. Да не бидеме пишман како што биле пред првата група на војници, да не бидеме пишман како што биле втората група на војници и да не бидеме пишман како што биле третата група на војници, бидејќи овај уммет е створен да живее со правиот пат на Аллах џеле шануху ва џеле џелалу. Се наоѓаме во последните 10 денови на овој месец, се наоѓаме во последните 10 денови каде Аллах џеле шануху ва џеле џелалуху во овој месец, освен што ги дал многу убавини, дал и некои случки, која едната од случките на овие последни денови е запишана во историјата на исламот и од животното прашање на Мухаммед алейхиссалату вассалам, а тоа е во 630-та година на 20-тиот ден на месецот на Рамазан, Мухаммед алейхиссалату вассалам го ослободил своето родно место, кое се вика Мекка, каде што живеел, се родил и го основал своето семејство. Потоа Мухаммед Мустафа алейхиссалату вассалам во ова место го добил куранскиот ајет каде Аллах џеле шануху вели навистина муслиманите се победници, навистина верниците се победници. Во овој месец нашиот Господар ни укажува дека дал посебни времиња кои ги разликувал од некои времиња. Дал посебни моменти кои ги разликувал од посебните моменти. Дал посебни места кои се разликуваат од останатите места. Дал посебни луѓе кои се разликуваат од останатите луѓе. И дал посебни денови кои се разликуваат од останатите денови. Ова Мухаммед алейхиссалату вассалам ни го објаснува дека посебните моменти се на оваа дуња во умметот на Мухаммед алейхиссалату вассалам. Бидејќи ние го имаме моментот да живееме како верници на оваа дуња. Посебните места, едно од најубавите места на оваа дуња е тоа Кјабе, Аллаховата куќа. Посебни луѓе кои живееле на оваа дуња е Мухаммед алейхиссалату вассалам и неговите асхаби. Посебни денови се деновите на месец Рамазан, каде и во него има посебни денови, а тие се последните 10 денови или деновите каде Мухаммед алейхиссалату вассалам напоменува се деновите на спас. Во овие последни денови Аллах објавил една преубава порака за нас. Го објавил Куран Азимушан, го објавил најголемото нешто што дошло на оваа дуња, а тоа е објавата на пегамберот алейхиссалату вассалам. Замислете во последните денови на овој месец, каде Мухаммед алейхиссалату вассалам вели месецот Рамазан во себе оште што содржи многу убавини, ја има и најубавата ноќ во една година. Таа најубава ноќ, вели пегамберот алейхиссалату вассалам, барајте ја во последните 10 денови. Започнувајќи од 21-та ноќ, потоа вели 23-та ноќ, па 25-та ноќ, па 27-та ноќ и 29-та ноќ. Се ноќи каде ноќта на кадр може да биде во овие ноќи. Ноќта на берикетот, ноќта на рискот, ноќта на здравјето на уммет на Мухаммед алейхиссалату вассалам. Вели неговата сопруга Аиша радијаллаху анху, кога доаѓаа последните 10 денови пегамберот алейхиссалату вассалам, постојано беше во ибадет и оживуваше таа ноќ. Го оживуваше моментот правејќи ибадет. Згора на тоа, вика, не пробудуваше нашот сон за и ние да правиме ибадет, за и ние да бидеме целосно во ибадет. Многу малце спијаше, можеби воопшто не спијаше Мухаммед алейхиссалату вассалам со цел да биде повеќе близок со Аллах џеле шануху ва џеле џелалу. Паѓаа солзи од неговите очи со цел овој дин да се воздигни, да овој дин во месец на Рамазан го добие рискот, го добие берикетот и здравјето на Аллах џеле шануху ва џеле џелалу. Во овие денови кои ги напоменавме, во овие ноќи, Аллах џеле шануху ва џеле џелалуху на Мухаммед алейхиссалату вассалам во ноќта на кадр му го објави првиот курански ајет Икра бисми раббика аллази халак.
Првиот курански ајет кој на Мухаммед алейхиссалату вассалам му се објави во 610 година во пештерата Хира, во ноќта на Кадр, каде вели Аллах џелешануху: Ја Мухаммед, учи, студирај, читај во името на твојот Господар кој те создаде. Оваа ноќ е ноќ посебна за секого. Овие денови се посебно за секого познати. Овие денови се денови на опрост, денови на спас од огнот на џехеннем. Мухаммед Мустафа алейхиссалату вассалам вели кој во таа ноќ где ја погоди ноќта на Кадр, прави ибадет, клања јација намаз со џемаат, го доживува тој момент и го дочекува сабах намаз и го клања сабах намаз со џемаат, тој го добило берикетот и рискот на Аллах џелешануху ва џеле џелалу во таа ноќ. Исто така Мухаммед алейхиссалату вассалам ни напоменува дека оваа ноќ е ноќ која е различна од секоја една ноќ, е различна од секој еден момент на овој свет. И затоа нашиот пејгамбер алейхиссалату вассалам ни напоменува таа ноќ доживејте ја со ибадет. Бејќи Аллах објавил посебно суре која се вика сурето на ноќта на Кадр и вели Аллах џелешануху ва џеле џелалуху: инна анзалнаху фи лејлетил Кадр. Аллах џелешануху ва џеле џелалуху ни објавува дека во оваа ноќ Аллах ни го објавил Куран азимушан, ни го објавил најголемиот ибадет, најголемата можност, најголемиот благодет што може да го доживее еден човек, а тоа е да живее со Куранот, да живее со мусхафот на Аллах, да живее во патот на Аллах џелешануху ва џеле џелалу. Оваа ноќ ни прикажува нашиот пејгамбер алейхиссалату вассалам дека во недзе животот на еден верник треба да го помене со ибадет, да го помине денот со пост, а додека ноќта во сеџде, ноќта да ја помине во зикр, ноќта да ја помине во ибадет. Бидејќи овие денови се денови на спасот огнот на џехеннем. Во ова сура Аллах ни објаснува секој ден ибадет е помножен со 1000 месеци ибадети. Со 83 дена ибадет, секој едно сеџде, секој едно напоменување на Аллах, секој едно напоменување на еден збор од Аллаховата книга нас ни е помножено со 1000 севапи или 1000 месеци севапи. Ова нашиот Господар ни кажува дека секој ден од вас кој ќе дочека таа ноќ. И на таа ноќ каде Аллах го напоменува Џебраил алейхиссалату вассалам да слезе на оваа дуња со сите мелеци и да виде каде се наоѓаат муслиманите, каде се наоѓаат верниците во оваа ноќ, каде се наоѓаат моите робови и дали прават сеџде, дали таа ноќ ја доживуваат во ибадет. Ова ни е препорака од Мухаммед алейхиссалату вассалам. Вели кога го прашала неговата сопруга Аиша радијаллаху анха: Ја Расулаллах, јас ја најдам таа ноќ, ја доживувам таа ноќ, во овие последни 10 денови кои ги напомена, во овие непарни ноќи, во овие 3 последни вечери кои може да биде ноќта на Кадр, или во 27-та ноќ, вели што да читам ако ја најдам оваа ноќ, што да читам ако ја најдам оваа ноќ? Вели Мухаммед алейхиссалату вассалам: читајте оваа дова: Аллахумме иннеке афувун тухиббул афа фаъфу анни. Овој хадис е напоменат во книгата на Бухари, кој во превод значи: Ја Аллах, ти си оној што опростуваш, го сакаш опростувањето, па опрости ми и мене. Опрости ни на сите нас, бидејќи ние имаме потреба од твоето опростување. Во оваа вечер Мухаммед алейхиссалату вассалам не научил да го молиме нашиот Господар како треба да ни опрости. Исто така во овие последни денови традиција на нашите предци било кога доаѓале овие денови го давале својот зекјат и својата садака, бидејќи Мухаммед алейхиссалату вассалам не научил преку куранскиот ајет кој Аллах ни го објаснува секој ден ибадет е помножен со 1000 севапи, или 83 години правење ибадет, не еден ибадет во таа ноќ. Па својата садака и својот зекјат го давале во овие вечери со ние дека погодиле ноќта на Кадр и тој севап да се зголеми повеќе, бидејќи еден фарс кој сме го извршиле на оваа дуња. Па иншалла на крај го молиме нашиот Господар, бидејќи тој ни напоменал: ниеден човек на оваа дуња кој бара опрост од Аллах не го завршил својот опрост би да биде опростен. Бидејќи нашиот Господар вели: во месецот на Рамазан е месец на Куранот кој јас сум го објавил. Ако е месец на Рамазан, месец на Куранот, ноќта на Кадр, ноќ на Куранот, ние никако не можеме поинаку да ја доживеме таа ноќ, освен да бидеме опростени.
За крај го молиме нашиот Господар Аллах џеле шануху ва џеле џелалуху. Во овие последни денови на Мубарак месец на Рамазан да не направи од тие муслимани кои ќе бидеме исчистени, кои ќе да го доживееме овој месец со берекет, со риск и кои овие денови ќе бидат шефатчија кај нас и ќе ја погодиме ноќта на Кадр и кога ќе излеземе на Макшер да бидеме под умметот на Мухаммед алейхи салату веселам со чисто наше лице кое ќе блеска во нур, каде Аллах ќе не награди со џеннетул фирдеус. Амин. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.